Јас сум водреден професор Тихомир Стојановски, предавам на Факултетот за драмски уметности во Скопје, го предавам предметот сценски говор со техника на глас, што подразбира учење на запишаните студенти убаво да зборуваат, под тоа подразбира сценско зборување, односно законитостите на зборување на одредени категории на говор на сцената. Работиме поезија, драмска поезија, раскази, чувствени раскази, поеми и други текстови, духовни текстови кои се значајни и не учат на еден поинаков начин на зборување, бидејќи кој се разликува од обичниот и ординарен живот. По тоа подразбира волубенско развивање на гласот, чувствено ослободување на гласот од чувствените блокади, развој на силината на гласот, гласовна имагинација, проблеми со изговарање на одредени гласови, отстранување, пеење како една од вежба која го ослободува гласот и пред се учено духовно зборување, да научат студентите дека секој збор треба да има вредност и таа вредност што ја носи зборот треба да се пренесе со сето срце, со сиот ум, со сета душа до увото, до срцето, до умот на оние што го слушаат. За да се биде професор на Факултетот за драмски уметности, да се работи со гласовите, тоа е работа врз човечката душа. Значи, гласот е наш душевен отпечаток. Тоа што е човекот, тоа го озвучува и тука се работи за причината и последицата зошто некој глас е добар за озвучување, може да трае, може да пренесува чувства, а некој не е добар. Тоа подразбира основното чувство е емпатија, да ги разбирате и да ги доживувате чувствата на луѓето како да се ваши, лични. Тоа е театарот, со тоа се занимава. Оти гледачот кога доаѓа во представата, сака да биде жив човек кој пренесува живи чувства, кој раскажува живи приказни и ние практично зборуваме за еден процес на оживување, оплотување на зборот, како од едно слово кое било живо, напишано на хартија, повторно да се озвучи, да биде живо и да живее во душите, во срцата и во ушите на публиката. Sozercuvam ili prenesuvam, koja oke go znaje. I baram znak, tragi od stradanje. До каде е текстот, да провериме секој во нас, каде е дојден, до кој степен на говорна, мисловна или чувствена енергија. Со сердарот. Ајде. Кажи помалце. Помалце, секој по неколку стиха е. Пискотници се слушаат од галични во река. Не мора со физичко движење, без движење само озвучувајте го. Само озвучувајте го без трчање, без ова, само пуштете го. Да, сите заедно, како кога си вежбате. Умни деца. Ваќе речеше добри деца, Ноќ. Истура мразен дожд. Темене во некоја шума. Се зацкрил под едно високо дрво, водата лее од небото, мокаре до гола кожа. Но сепак, убава е ноќта. Лењето на дождот, шумот на гората, звукот на птиците. Се сврте и го прегрна дрвото. Го бакна нежно во средината на широкото стебло, го бакна нежно како што се бакнува некој кој се љуби. Љубовта, мислеш. Љубовта не познава граници, не признава ни простор, ни време и ја победува смртта. Да се биде професор подразбира да го завршите истиот сродниот факултет и ние завршивме како драмски актери, а потоа кога ме избраа да бидам асистент на овој предмет, почнав да се дообразувам работејќи на одредени категории на говорот, поезијата, драмската поезија, пред се со лично зборување на
поголемите Шекспирови роли, Ричард III, Макбет, Хамлет, Илијадата, учење текстови од Сердарот, значи начин на кој тие треба јавно да се проверат дали функционира, дали не разбира публиката. Магистрирав на Институтот за македонска литература на тема театарот како елитна и масовна култура. По тоа се обидов да опфатам што значи еден човек кога зборува јавно на отворени простори. Ние знаеме дека театарот е настанат на отворен простор, обредните театарски форми на Кокино, античките театри. И потоа докторирав исто така на Институтот за македонска литература на процесот на темата од обред до театар. А синот човечки нема каде глава да подслони. Први помене и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои. Слободното време подразбира да го работите тоа што го сакате, бидејќи ја сакам оваа професија, зборувањето, учење за гласот, и во слободното време живеам на тој начин, озвучувам разни текстови, учам делови од текстови кои не ми се важни, сакам да ги озвучам и го пренесувам тоа знаење на другите.